Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Кикилија, светиот Калист патриарх Цариградски и светиот маченик Менигнос. Светата маченичка Кикилија родена е во Рим од богати и познати родители. Имала голема вера во Христа Господа и голема ревност за верата. Откако му дала завет на Бога за доживотно девство, светата Кикилија носела остра рогузина под драгоцените алишта што и ги дарувале родителите. А кога родителите ја присилиле на брак и тоа со некој незнабожец Валеријан, таа уште првата ноќ го посоветувала младоженецот да појде кај епископот Урбан и да се крсти, па потоа и самиот да живее во девствен живот. Откако ја примил верата Христова, Валеријан го обратил во неа и својот брат Тавурти. Потоа наскоро и двајцата браќа биле заради верата осудени на смрт, но нивната верност ни пред смртта не ослабела. Водени на губилиштето, овие прекрасни браќа успеале во верата да го обратат и водачот на стражарите Максим. Сите тројца заедно пострадале за Христа Господа. Светата Кикилија ги погребала нивните тела заедно. Тогаш и Кикилија била изведена на суд, бидејќи неуморно ги придобивала незнабожците за Христовата вера. Само во една вечер таа придобила над 400 луѓе. Кога судијата ја прашал од каде толкава смелост, таа му одговорила: од чиста совест и од непоколеблива вера. По лутите маки била осудена на исекување со меч. Джелатот 3 пати ја удрил со мечот по вратот, но не можел да ја убие. Само ја ранил и од раната истекувала крв, што верниците ја собирале во шамивчиња, сунгери и садови заради лекување. По 3 дена маченичката и девицата Христова го предала својот дух на својот Господ, со кого вечно се весели. Светата Кикилија пострадала со останатите во 230-та година. Нејзините мошти почиваат во црква со нејзиното име во Рим. Во западната црква светата Кикилија се смета за заштитничка на црковното пеење и на музиката. Светиот Калист патриарх Цариградски, наречен Ексантопулос, по келијата Ксантопула на Атонската гора, каде што тој долго се подвизувал со својот другар Игнатиј. Со Игнатија светиот Калист го опишал своето собствено искуство за безмолвниот живот во 100 глави. Ова дело зазема многу видно место во подвижничката литература. Калист бил под големо влијание на својот учител светиот Григорий Синеид, чие житие тој го напишал. Како цариградски патриарх светиот Калист еднаш отишол во Србија и на тоа патување се разболел и умрел, како што пред патувањето му прорекол светиот Максим Капсокаливит во Светагора. Светиот маченик Менигнос, роден е од Хелеспот, се занимавал со белење на платно заради што е наречен бел. Во времето на царот Деки, тој ја искинал царската наредба за гонењето на христијаните. Затоа бил фрлен во затвор каде му се јавил самиот Господ и го охрабрил говорејќи: не плаши се, јас сум со тебе. Тогаш неговите окови се растопиле како восок. Затворот сам од себе се отворил и тој излегол. Бил повторно фатен и суден.
Бил нечовечки мачен, му ги пресекле прстите од рацете и од нозете, па потоа го заклале. Неговата глава но ќе светела како свеќа.